Дојде ред да кажеме нешто и за лутината. Што вели Библијата за лутината? За гневењето. Да се има контрола над лутењето е многу важна тема. Христијанските советници велат дека 50% од луѓето што ги советуваат имаат проблеми со лутина. Лутината може да ја уништи самата комуникација и да го прекине заедништвото, одземајќи ја радоста и да го загрози здравјето на многумина. За жал, луѓето често се обидуваат да ја оправдат својата лутина, наместо да ја прифатат одговорноста за тоа. И ќе повторам. За жал, луѓето често се обидуваат да ја оправдат својата лутина, наместо да ја прифатат одговорноста за тоа. Сите се борат со лутината, во помала или поголема мерка. За среќа, Божиот збор содржи принципи кои ни се дадени на увид како да се справиме со лутината според Божиот начин и да ја победиме таа грешна и опасна емоција наречена лутина. Сепак на почетокот треба да се напомене дека лутината не е секогаш грев. Постои еден вид на лутина каде што Библијата ја одобрува и која често се нарекува праведен гнев. Во споредба со реченото во Псалм 7, 11 стих, се нагласува дека Бог е лут. Исто и во Марко, 3 глава, 5 стих, таму ни се вели вака. Тогаш Исус ги изгледа наоколу со гнев или со лутина и натажен заради закоравеноста на нивните срца. Апостол Павле пишува дека доколку дојде лутината, треба да ја контролираат и да не сгрешат. Ако сте гневни, вели тој, не грешете. Сонцето да не зајде во вашиот гнев. Во Новиот Завет се користат два грчки зборови за зборот гнев. Едниот значи ревност, енергија, а другиот раздразнетост. Библиски гледано, гневот е од Бог дадена енергија, чие што цел е да ни помогне да ги решиме проблемите. Примери на библиска лутина вклучува Павлово соучување со Петар поради неговиот лош пример во поглед на некои правила што треба да ги застапуваат верниците. Потоа Давидовата вознемиреност или лутина кога го слушна пророкот Натан како зборува за неправдата. И кога Исус се разгневи гледајќи го Божиот храм исполнет со секакви дрангулии, како да е пазар за телесните потреби на луѓето, а не дом за молитва. Тоа е запишено во Јован 2 глава. Забележете дека ниту еден од овие библиски примери на гнев не е направен во самоодбрана, туку во одбрана на другите или да се бранат принципите на Бог. Но лутината се претвара во грев, кога нејзиниот мотив е себичност, како што вели Јаков во 1 глава 20 стих. Или, кога се искривува Божјата цел или се изопачува, како што е запишено во 1 Коринтјаните 10 глава 31 стих. Или, кога гневот се продлабочува или кипи во внатрешноста, како што е запишено во Ефесјаните 4 глава. Наместо енергијата која е произведена од лутина да се користи за напад на проблемот, таа станува мотив да се напаѓа личноста што води кон грев. Во Ефесјаните 4 глава се вели дека мора и треба да се зборува вистината во љубов и да бидат од корист нашите зборови, со цел да придонесе изградување на другите, а не да излегуваат расипани или деструктивни, уништувачки зборови од нашите усти. За жал, овој отровен говор е вообичаена карактеристика на паднатиот или отпаднатиот човек од Бог. Како што е запишено во 3 глава Римјаните, сите сгрешија и се лишени од Божјата слава. Лутината станува грев кога ќе и се дозволи да проработи силно без воздржување, што води кон сценарио во кое прекршокот само се намножува.
ostavajući za sebe samo pustoš i ruševina, so dalekosežni i nepopravljivi posljedici. Gnev isto taka stanova grev, koga edniot onoj naluteniot odbiva da se pomjeri ili koga se prodolži, koja će prodolži da go kritikuva bez najava za pomjeruvanje. To može da dovede do depresije i nervoza za mali, beznačajni nešta, što često pati ne se povrzani so realni od problem. Сега лутината може да се реши врз основа на библиската вистина, признавајќи ја својата себичност и погрешно постапување. Ова признание треба да биде во врска со Бог и кон оние што нашата лутина ги повредила другите. Не смееме да му намалиме силата со тоа што ќе се себе оправдуваме или другите ќе ги обвинуваме, окривуваме. Второ, ние можеме библиски да се решиме на тој начин што ќе го сметаме тоа како наш предизвик или искушение кое треба да го победиме. Бог ги знае сите наши доживувања и околности. Освен тоа, иеко имавте вие намера да ми сторите зло, вели Јосиф, Бог го сврте тоа кон добро. Од овој пример може да забележиме дека Јосиф не се налути на своите браќа, туку тој во тоа гледаше нешто добро, Божиот план. И сите тие укажуваат на фактот дека Бог е суверен и совршено ги контролира сите наши околности и секој човек поединечно. Ништо не се случува без негова дозвола. Како што велат стиховите, Бог е добар и води се кон добро за наше добро и добро на другите. Ако ги имаме предвид овие стихови во Псалм 145, 8 стих, 9 стих, 17 стих, и ако се врежат во нашите срца, тоа може да го промени начинот на кој ние реагираме кон оние кои не повредиле. Трето, ние можеме да се решиме на тој начин што ќе направиме простор за Божиот гнев и одмазда. Ова е особено важно кога трпите неправда, кога лошите луѓе ги злоупотребуваат невините. Во Римјаните 20, во Битие 50 глава 19 стих ни се вели дека со Бог нема играње. Бог е праведен и можеме да бидеме сигурни дека оној кој знае се ќе дејствува праведно. Четврто, лутината можеме библиски да ја решиме со тоа што нема да возвратиме на злото со зло, туку со добро. Ова е запишано во Римјаните 12 глава 21 стих. Ова е клучно, ако сакаме да ја претвориме својата лутина во љубов. Нашите срца може да се променат преку нашето дејствување со правење добро. Ова значи дека нашите чувства кон некого може да се променат, ако се промени начинот на кој ние постапуваме кон таа личност, само ако се има желба и искреност за тоа. И како петто, лутината можеме да ја решиме библиски, односно со разговор. Во Ефесјаните 4 глава 15 стих, 25 32 стих, наоѓаме 4 основни правила за тоа. Прво, бидете искрени и зборувајте искрено во љубов. Како што вели Павле, туку говорејќи ја вистината во љубов. Говорот и сите нешта кои треба да послужат за разрешување на проблемот, треба да произлегуваат од љубов. Второ, не смееме да дозволиме тоа што не мачи да се натрупува до степен да се изгуби контрола над себе си. Добро е понекогаш со поискусни и зрели христијани да се сподели некој проблем кој со време може да ти направи вистински проблем и тоа може за цел живот. Трето, нападни го проблемот, а не личноста. Важно е да не го подигнуваме гласот и со лутина да му се нафрлиме некому, дерејќи му се или говорејќи гневно и невнимателно. Библијата вели, благиот одговор ја облажува јароста, а грубиот збор го зголемува гневот. Пословице 15 глава 1 стих. И четврто,
акција, а не реакција. Заради нашата падната природа, првата реакција е често и повеќе пати грешна. Пред да се каже нешто, велат треба да се брои до 10, за да имаме време да размислиме. Тоа треба да не подсети дека лутината треба да се користи за разрешување на проблемот. Односно, тоа треба да не подсети дека лутината треба да се користи за разрешување на проблемот, а не да се создаде уште поголем проблем. И на крајот, совладувањето не се постигнува преку ноќ. Тоа бара трпение и време, додека не се постигне целта. Со молитва и проучување на Библијата и наслонување на Светиот Дух може лесно да се отстрани и победи безбожната лутина. Како што преку навика сме дозволиле лутината да фати длабоки корени во нашите срца, така треба со духовна вежба да создадеме навика за одвикнување од оваа зло, наречено лутина. Бог да ве благослови, почитувани слушатели. Амин.